Добар ден, почитувани, и добре ни дојдовте повторно во програмата на Радио Пела, радио што се гледа. Како што најавивме, денеска со нас имаме драга гостинка, која што еве во неколку наврата и сме ја имали точно овој период и минатата година. Со Ирена Јакимовска, генерален менаџер на компанијата Конфи Ангел. Денеска ќе говориме за успесите и предизвиците на компанијата, која годинава слави 20 години постоење, за иднината на македонската текстилна индустрија, за брендирањето, за ракометот, но и за фудбалот или поточно за победа. Добре ни дојдовте. Добре ме најдов, ви благодарам на поканата. Ние покажуваме еден континуитет во нашата соработка и секоја година овој временски период сакаме обострано да си посветиме време и енергија, а мојот личен став е дека треба најмногу да си ги подкрепуваме локалните медиуми, а доколку сакаме да останеме, да не бидеме слепи, да не бидеме глуви. Затоа секоја година ќе ве поддржувам овој временски период и ќе разговараме за суштинските работи кои што треба да ги направиме за новата наредната година. Но добро е и да се чујат лекциите кои што излегле како искуство од минатата година, за да се научат за во иднината да не се повторуваат грешките, а да се потврдуваат успесите. Токму заради тоа во годинашниот избор на Радио Пела, манифестацијата 13 величествени, Конфи Ангел по повод 20 годишното успешно постоење се најде како дел од сите тие 13 предлози, а мора да се признае дека 20 години постоење за една компанија, текстилна особено компанија, е огромен успех, при тоа со континуиран раст и развој. Која е главната мисла водилка која што вие ја имате како генерален менаџер од самите почетоци па во овие 20 години, на што се должи поточно тој раст и развој? Првенствено ви благодарам што сме дел од 13 величествени, секако дека секоја награда и признание за нашите најдобри намери за нашето постоење ни значат. Вие се одвојувате како компанија од останатите македонски компании, бидејќи навистина владеат чувства кога станува збор за грижата кон вработените и за грижата кон сите оние кои што се вклучени во создавањето на производство во компанијата. Тоа во повеќе наврати го покажувате, па дури јас би рекла и еден нов иновативен, креативен начин дека треба да се менаџира со компанијата, но не само еден и не само двајца. Тоа значи дека треба да се менаџира заедно со сите. Имате една, јас би рекла, неформална синдикална организација која што ја слушате во однос на потребите и прашањата кои што треба да ги засегаат вработените, особено работниците кои што работат во погоните. Она што е интересно, ова се случува од самите почетоци па до ден денес, во услови пак кога денес имаме проблем со иселувањето и недостиг на работна сила. Кои се вашите препораки до вашите колеги менаџери во однос на тоа раководење на компанија и грижа за вработени? Оно што можем да го кажеме е дека човек без човека не би биле ништо. Нашата стварно суштинска вредност на креирање и на постоење на нашата мисија и визија на компанијата е дека креираме компанија што ќе постои и после нас, преку создавање подобар животен стандард и сигурност на нашите вработени. Оние кои што ствараат додатната вредност на компанијата, оние што се компанија, сме сите ние внатре како вработени, единка, секоја единка која е составен дел од тој екосистем што се вика Конфи Ангел и секоја единка треба да биде соодвестено вреднувана спрема процедурите и политиките на компанијата. Дискриминација не сме да има по никаков основ и конечно еве после 20 години процес на еволуирање, пошто знаете до вистинските луѓе кои што треба да ги седните на автобусот треба време да дојдете. И вие не можете да би биле сите среќни доколку првиот би бил тој вистинскиот, полесен би бил животот, меѓутоа нема да се носиме, нема да можеме да ги искушиме сите искушенија кои што не носат лошото, не носи до доброто на некој начин секогаш е тоа. Конечно еве после 20 години постоење можам да кажам дека покрај себе имам тим кој што го има
istиот начин на размислување, истата емоционална интелигенција, која што многу побитна во 21. век отколку другата интелигенција, а тоа е пред се човекот. Да, ние како компанија сме многу модерна, иновативна и покрај тоа што сме голема, меѓутоа сме еластичен слон, доста кој што многу брзо може да се прилагоди на ново настанатите ситуации, пошто како и секоја друга компанија, и ние живееме во едно глобално село и сите вклучувања влијаат објективно и необјективно на самата компанија. Единствен начин да обстаните е брзо да се прилагодите на ново настанатите ситуации. Меѓутоа, многу сме иновативни во делот на технологија, дигитализација, автоматизација. Тоа е нешто што веќе многу пред неколку години почнуваме да го иновираме, инвестираме во компанијата, меѓутоа она од што не се откажуваме и што е суштина на компанијата, што е тлото, што е конкрето е темелите на Конфиангел е човекот. Независно на која позиција е, материјалниот надоме што го добива соодветствува на критериумите во делот на едукација, вложување и перформанси, меѓутоа она што е најбитно, другиот тип на мотивација не препознава ни род, ни вероисповед, ни постигнувања, пошто некогаш можеби тој работник не би постигнува 100%, меѓутоа е добар човек. И тоа има поголема вредност и има позитивно влијание на компанијата од само крајните резултати. Јас секогаш сум велела дека сиромашни се компаниите кои што работат за чист профит. И така еве испадна. Во моментот, овие последни 2 години во Македонија интензивно се зборува за ESG стандард, нешто што во Европа веќе последниве 10 години постепено се имплементира. Значи се враќа суштината, се враќа преку тој ESG стандард се офатени сите суштински елементи во креирањето на еден профит. Вие кога формирате компанија, вие не формирате компанијата само за лични интереси и само за личен профит, за бенефити. Вие преку креирање на тој профит морате да внимавате каков импакт имате на околината во која што живеете, од еколошки аспект, од различен аспект, каков импакт имате на целокупните климатски промени, колку отпад правите, дали заштедувате енергија, и тоа е тој еколошкиот стандард. Социјалниот стандард, она е колку вие се грижите за вашите вработени, како дел од таа компанија, и секако колку се држите за социјалниот елемент во вашето општество, колку враќате назад во општеството, пошто вие на крајот на денот таа додатна вредност, тој производ го произведувате во Прилеп, патува низ улиците на Прилеп, прилепски работници тоа го прават, на македонска компанија, низ македонските улици, значи вие го должите на општеството еден дел од профитот да го вратите назад во креирање на подобро општество, не само за вашите вработени, еве одлични ако е бенефити, и за вас лично, едно подобро, похумано општество. И секако третиот дел е дел од governance, нешто на кое што ние посебно сме среќни, тоа е интегритетот. А тој се гради нормално со години, кога во континуитет покажувате дека ставот кој што го имате и принципот е нешто што е ваша филозофија и вие тоа стварно го реализирате, така градите интегритет, како пред своите вработени, што се најбитни, а исто така пред институциите на власта. Или уште побитно и подобро, пред вработените кои што се па столб на тие институции на власт, сигурно е многу убаво кога ќе препознаат во компанијата соработник, вистински партнер, за да можеме пошто ние сме, државата е наша лука и таа е делот си од таа е ортак во нашата компанија и вие треба спрема вашиот партнер да сте етичен, морален, до крај. Тие се трите елементи и постулати на кои што нашата компанија несвесно го живеела ние. Тоа е моето лично убедување, така јас сакам да живеам и фала му на Бога, ќе повторам конечно, покрај мене имам директор кој што размислува на истиот начин, има иста таква емоционална интелигенција и секако дека па тој има во хиерархискиот систем екипа и тим кои што исто размислуваат на истиот начин и само доколку па тие ги имаат истите луѓе кои што размислуваат, значи што значи екосистем на Конфиангел? Сите ние весламе во истиот правец.
Што повеќе вешламе во истиот правец, тоа бродот ќе биде посигурен и постабилно ќе оди онаму во креирањето на својата мисија и визија. Тоа е дека креираме компанија што ќе постои после нас со составање подобар животен стандард и сигурност на нашите вработени. А што се однесува до делот на мотивацијата на вработените, треба да бидете пред се искрени, пошто тие ја препознаваат суштината на таа мотивација. Не требаше нас да ни се случи на работодавците иселување на суштинската работна сила која што може да ви креира додатна вредност за да отпочнеме да се ги почитуваме работниците. Некој што вас ви стара додатна вредност во компанијата, некој кој што ја носи таа компанија на својот грб, мора да биде почитуван. И вреднуван соодветствено на животниот стандард во кој што се живее во моментот. Нормално секогаш треба да внимаваме да ја задржиме конкурентноста на компанијата. Мене лично, ако ме ставите во финансија, се би дала и би била многу лоша. Значи, не би ја изгубила конкурентноста. Значи, мора да имате баланс помеѓу желбата за се подобар и подобар животен стандард, онаков каков што нашите вработени заслужуваат. Ние мора да го отклопиме клопчето и да ја дефинираме дефиницијата и да го зошто насиот работник е толку продуктивен во Германија, а не продуктивен во Македонија. Значи не е кривицата до работникот. Тука имаат сите три сегменти влијание, а тоа и синдикатот, мислам кој што го представува работникот како институција, и властодавците кои што ги регулираат законодавниот дом, и секако работодавците како креатори на таа додатна вредност. И сите три фактори јас сметам дека треба што побрзо да седнат на маса и да креираат некоја заедничка стратегија со цел да се зголеми продуктивноста на трудот во Македонија. Кога сме кај грижата за вработените и кога сме кај овие синдикални прашања, особено за текстилната индустрија, навистина има една многу лоша слика, зборувам генерално во Македонија. Тоа се должи пред се на ниските плати за цела текстилна индустрија, непочитување на работничките права и така натаму. Токму заради ова, а Македонија беше препознатлива земја по развиена текстилна индустрија, каде ја гледате иднината на текстилната индустрија на ниво на Македонија, зборуваме, и дали брендирањето од ваков вид, кога зборуваме за грижа за работникот, е дел од таа иднина, за да може да се преструктурираат компаниите, да ги задржат своите вработени, а луѓето да не се иселуваат од државата. Значи, Шнајдер. Мојата тетка беше Шнајдер, Даница. И ја креираше модата. Шнајдер е достоинствена, работна, занает. И достоинствено вие можете да си креирате животен стандард од таа професија. Рековме дека нема да зборуваме за минатото и не можам да навлезам во колегите, представниците на текстилната индустрија кои грешки ги направиле во минатото и не можеме да го вратиме минатото истите да го поправиме. Оно што ја можам одговорно да кажам за себе, од првиот момент кога влегував во несвесно јас влегов во оваа индустрија, пак ќе кажам поради мојата мисија, лична мисија, ја почитував професијата. Не само заради мојата тетка Дана, заради себе си. Ја лично премногу сакам гардероба. Некој таа гардероба треба да ја сработи и тој човек треба да има достоинствен живот. Меѓутоа, нажалост, како индустрија, многу малце има национална стратегија за поддршка на истата. Очигледно и самата држава си направила некоја математика со оглед на тоа што најголем дел од текстилните предпријатија работеа само лон систем, доработка, значи кој што нема некоја голема додатна вредност, чисто само платите на вработените, кој што е трудоинтензивна гранка и секогаш биле ниско платени, и од тие можеби аспекти државата не видела, сватила дека на толку мала економија не треба да се фокусираме на индустрија кој што не носи зголемена додатна вредност. Меѓутоа не значи дека не треба да има исклучоци. Ние сме примерот дека може стварно да се креира прекрасна извозно ориентирана компанија. Додуша е неблагодарно да се споредува Конфи Ангел со другите конфекционери, пошто ние произведуваме производ кој што мора да го имате и нема замена за истиот, мора да спијате и да се покријате.
така да не е благодарно да се споредуваме, меѓутоа имаме многу поинакви пристапи спрема самата индустрија, начинот на кој што ја менаџираме компанијата и тоа најнаправи различни од другите. Првин сами почнавме пред 15 години да креираме сопствен производ, извезуваме на различни места низ скоро низ цела Европа и Обединетото кралство. Во моментов бараме, креираме и нови пазари, значи диверзитет правиме на ризикот од да не се прелие кризата од една држава на нашата, значи имаме лимитирани количини на нашите капацитети спрема одредени купци и спрема одредени држави, се со цел за да се задржи стабилноста на компанијата и да можете одма да се преадаптирате на ново настанатите ситуации. Толку. Да. Во однос на ова прашање кога зборуваме за извозот... Не, само момент не дополнив која е иднината. Секако дека има иднина. Јас ова е трет пат го кажувам, моје трето интервју на кое што кажувам дека во Македонија има прекрасни модни креатори кои што можат да креираат сопствен производ, дополнително со базна индустрија. Сметам дека би имале огромна конкурентска вредност, пошто европските пазари и континентот на Европа веќе се свртува суверенитетно спрема добавувачи од европското тло, а ние сакале најкилме сме дел од Европа и припаѓаме на Европа и треба да се однесуваме европски за да бидеме дел од тоа едно европски економски пазар, за да можеме да креираме сопствен македонски производ. Има иднина и тоа голема, според мене. Во однос на извозот, вашиот императив како компанија, вие сте извозно ориентирана компанија, но не можеме да го занемариме фактот што изминатиот период, а и денес, има навистина клучни фактори кои што влијаат во однос на таа извозна ориентираност на компаниите како што сте вие од Македонија. Тоа е војната во Украина, тоа е кризата која што ја зафати локомотивата на Европската Унија, Германија, и кога ќе се земат предвид сите овие фактори, кои се вашите ставови и размислувања во поглед на извозот? Кажавте дел од нив дека се ограничувате до 30%, чинам дека во една земја, но каде во тој случај извозната ориентираност Конфиангел ќе ја прираспредели, ако не во Европа? Нормално, тука е Америка како континент кој што секако верувам дека во иднина ќе развија подобри билатерални односи со Македонија. Тука се азиските земји, Саудиска Арабија, зборувам за нашиот програм, дека дефинитивно имаме донесена одлука за диверзитет на и други пазари. Не дека кризата во Германија има импакт на нашето работење, сепак морам да потенцирам, е неблагодарно да се споредуваме и затоа во принцип јас не сакам споредувања. Ние работиме производ кој што дури некогаш и повеќе има потреба во кризен временски период. Енергетската криза предизвикува зголемено барање на органи, значи затоа е неблагодарно, а и во принцип нашата филозофија како компанија е дека кризите ни се како можност. Не, како можност ни се, вие мора да се прилагодите, да не заборавиме, мислам и Конфиангел реков, нема да зборуваме за минатото, меѓутоа не смееме да ги забораваме и позитивните и негативните моменти и од нив да учиме. Кризата со пандемијата исто имаше и негативен импакт и на нас, ние требаше исто да испуштиме работници, меѓутоа благодарение на идејата на мојот сопруг за креирање на линија за маски, тимот реагираше одма, тогаш набавивме машина, имавме репроматеријали, брзо добивме лиценца за истата во Виена, во институтот во Виена и бевме меѓу првите во Европа кои што планисиравме маски. Нормално тоа ни донесе клучното и најбитното работа за нашите вработени за да се ги заштитиме, а дополнително и донесе профит, така да во тој момент за нас кризата беше на некој начин можност. Во однос на трендовите, но сега не станува збор веќе за тренд, тоа е начин на живот во модерните земји, но веќе и кај нас. Ние се прилагодуваме кон тоа, а тоа е користењето на природните ресурси, почитувањето на животната средина. Кога станува збор и поврзувањето со текстилната индустрија, тоа значи користење на природни ресурси како што се замена за одредени материјали кои што вие ги користите како репроматеријали, а се вештачки. Предпоставувам дека на пазарот во Европа особено се бараат
крајни производи кои што во себе носат органска базна индустрија, тоа ќе значи памук, кој што навистина тешко сега се набавува, бидејќи има криза и во азиските земји и далечниот исток. Памук захтева многу вода, не знам дали би можеле ние исто да бидеме во овој момент следбеници за онај памук што треба да биде квалитет, пошто нажалост доколку не заврне доволно снег, можно да немаме ни вода за точно основни потреби. Но станува збор и други користење на други репроматеријали, како што се повторно еве од она што вие го произведувате, пример, кускини пердуви или конопот кој што на големо веќе се произведува во светот и се користи за одредени модни детали, за користење на покојчнина и така натаму. Колку ние како држава и вие како текстилна индустрија би можеле лесно да се прилагодите кон овие побарувања? Ја верувам дека кога зборував за светлата иднина на Македонија, тука е иднината. Дека не треба некогаш вие да имате голема количина. Ние сме мала економија. Доволно е да извезуваме нешто што е ексклузивно, нешто што не е толку на пазарот масовно распространето и тоа би ни донесло поголем приход нормално, како во секој случај. Тука е нашата иднина. Тука е, ние сме подембе кој што верувам дека може да донесе многу опции од природен материјал. Индустрискиот коноп е тука, гускените пери, од коњот косата. Значи има милиони опции природни материјали кои што може да се преадаптира на нашата индустрија, многу лесно може да се преадаптира на истите и да ги користи како дел на полнетица во нашиот производ, пошто и колку да е прокривката од 100% памук, полнетицата внатре се одржи одредена количина, дали преку силикон, одредена количина на пластика, нешто што во изминатите 30 години беше интензивен тренд. Меѓутоа, како што рекле секогаш келнерот на крајот на денот иди да си ја наплати сметката, со оглед на тоа што ова сметка прилично е скапа и ќе не кошта големи неизвестности и загуби во иднина, ние ќе мора, наша морална обврска е, затоа велиме на оние стандардите ESG, ecological, че мора да се преадаптираме на друг тип на материјали од природни материјали, се со цел за да можеме да си ја спасиме планетата. Меѓутоа гледам промени и во културата на купувањето, значи се намалува интензитетот на таа брза мода. Значи повторно се враќаат циклусите како онај во претходниот век во периодот, ништо случајно и професијата шнајдер да биде и добро платена, а некој кој што знае да биде шнајдер па да почнеме и самите да си шијаме гардероба, се менуваат работите, наше е да се прилагодиме. Меѓутоа дека Македонија стварно има иднина во делот на искористување на природни материјали и дека треба да се обрне малце повеќе внимание за кои се можностите за базна индустрија, тоа е нешто што ја веќе го зборувам последниве, не знам, 17 години и се надевам дека после толку многу зборување ќе го реализирам. На тој начин ние би добиле поголема конкурентска вредност нормално на пазарот. Нема да зависиме од нашите добавувачи кои што секако сме преблагодарни за нивната непосредност и долгогодишната соработка, меѓутоа нема да значи дека вие 100% ќе го замените вашето производство. Ја верувам дека е огромна можност заради тоа што голем дел од тие приливи, приливи од странство ќе се останат во самата држава, нема да одлеат во делот на набавката. Не е едно тоа, второ ризикот кој што го имаме во делот на ценовната политика од нашите добавувачи не е заради тоа што тие ги менуваат цените, заради тоа што транспортерите имаат некој тип монополска позиција, па ставаат многу високи цени, па ги оптеретува крајната цел и секако геостратешки она што се случува во моментов и сите неприлики околу нас, патувањето веќе со контејнери не е толку сигурно како порано и може да се доведе до ризика доставата на таа стока, се со цел за да дојдеш до, не дај Боже да дојдеш до ризик да не можеш да му доставиш на својот купец тоа што сте му ветиле. Значи има многу предности и позитивни страни на вагата и затоа сметам дека ќе дојде време, за брзко време каде што би можеле да седниме со законодавните представници на законодавниот дом
каде што би можеле да креираме соодветен бизнис план и кои што би биле бенефитите од креирање на репроматеријали од природни ресурси и да верувам, искрено верувам дека барем Конфи Ангел ќе има производ, собствен 100% македонски производ од почеток до крај. И таа ни е целта на самоодржливост. Сега продолжуваме со друг дел во однос на разговорот, и двете прашања се однесуваат, да не сакаме малку пауза, водичка. Да. Имам водичка во шише, може чашичка. Да. Добре. Можеме да направиме малку пауза и продолжуваме, значи, со теми од спортот и секако очекувањата за годината што следува. Што вети ти ќе бидиш, да биди тој совезане на гризе, ти биди тој, мирот мој. Нема правила, кога срце не слуша, памет не пира. Значи го продолжуваме разговорот и тоа на тема спорт, и тоа на тема ракомет и фудбал. Започнуваме со ракометот, онаму каде што вие веќе неколку години сте дел од ракометниот клуб Прилеп, како компанија Конфи Ангел, која што инвестира во развојот на ракометот, еден од спортските брендови на Прилеп. Она што секако прилепчани сакаат да го знаате, дали конечно РК Прилеп ќе игра во универзална сала, кога тоа би се случило, дали тоа би се случило, бидејќи оваа година при посетата на министерот за спорт Борко Ристовски беше кажано дека универзална сала ќе биде отворена за љубителите на спортот и секако ракометниот клуб Прилеп да го гледаме токму таму. Какви се изгледите тоа да се случи во наредната година и колку Конфи Ангел се залага за тоа да се случи? Првенствено, јас сум черка на Велче. Велче фудбалски работник, да, беше инволвиран и во кошарката, да. Зуламовски Нова год, 3 ноемвриска награда, го спомна Јакимовски, дека заедно отпочнале со кошарката и тоа во моите гени, да, јас не можам да го надминам спортот и кога зборуваме за социјалниот аспект на компанијата, тоа е тоа, наша морална одговорност е да вратиме на општеството назад. Од неколку аспекти што ги кажав преска, меѓутоа има и друга суштинска вистина зашто го правиме од лични интереси, го правиме за децата на нашите вработени. Имаме доста од нашите вработени чевидечина се дел од ракометарскиот клуб и најголемата причина зашто одлучив, јас и сопругот одлучивме да инвестираме во ракометот во Прилеп е тоа што директорот на компанијата и лидерите на компанијата, оние кои што го носат бремето на компанијата, оние кои што ја прават компанијата и кои што го прават планираното да е реализирано се ракометари. Допред директорот Филип Велески играше ланската сезона и беше еден од главните најборбени играчи кои што преку неговиот ентузијазам, не со финансиска голема поддршка, успеа, мислам, клубот да ја задржи својата позиција во првата лига. Исто така финансовиот директор е ракометар и многу други челници од компанијата се спортисти и ракометари и нормално покрај работата вие мора да му возможите на вашите лидери, тоа се лидерите. Тие не се оперативни работници, мора да му возможите и начин на кој што тие ќе се опуштаат.
некаде каде што ќе уживаат, каде што ќе можат да го сузбиваат стресот кој што е составен дел од нивното секојдневно живење. Значи, со нашиот ангажман во ракометот како компанија, стварно правиме многу добри дела. И ја користам оваа прилика да се заблагодарам на сите оние кои што досега, па макар и со 1000 евра партиципирале и придонесле во финансискиот опстанок на клубот, и секако таа благодарност ние искажуваме на различни начини, меѓутоа суштината на тоа што несебично сакаме да дадеме време, енергија, исто и пари, е дефинитивно нашите менаџери да креираат еден свој живот поинаков надвор само од Конфиангел, но меѓутоа оно што ме радува е што и во ракометот е имплементираат истата филозофија и затоа има доста промени во ракометот. Користам приликата да се заблагодарам на ракометарите кои што стварно борбено и несебично се дадоа себе си на теренот. Повторно ќе потенцирам. Не е убаво да се споредувате, меѓутоа некогаш мора, кога зборуваме за прволигашите во ракометот во Македонија и за буџетите, нашиот буџет е далеку понизок од онај со кој што тие се борат во рингот, меѓутоа затоа даваат дополнителна додатна вредност и се надеваме дека во некои идни времена, како што е Конфиангел самоодржлив, така и ракометот ќе биде самоодржлив и ќе може да креираме дополнителен и подобар животен стандард. Да, најбитно и најклучно за да може тоа да се реализира, им треба алатка. Алатката им е секако салата, универзалната сала. Ние како компанија може би одлучиле во некое догредно време и сами да изградиме, меѓутоа е неблагодарно кога сега веќе имаме и то имаме сала кој што не ни може некој да изгради денеска, да не се истата адаптира на потребите на спортот во овој момент. Не само на ракометот, на сиот спорт во овој момент. Ја користам приликава да се заблагодарам на министерот за спорт Борко, ја го викам Бојко, кој што стварно покажа поинаков пристап и заинтересираност да ги реализира, да она што го договара да го реализира, така да имаме позитивни вести за салата и желба за истата да се даде на право на користење на РК прилеп. Меѓутоа во моментов чекаме информација од градежна компанија колку би коштало санациите на она што е неопходно за истата да може да се стави во функција. Ја искрено се надевам дека 2025-та вие конкретно можете во живо да пренесувате утакмица од РК прилеп. И тоа е мојата желба. Зошто постои нова година, за да се ги посакаш желбите и тие да ти се реализираат. Така, искрено и јас се надевам на ова, бидејќи како поранешни спортисти, цела група, значи сме во тој дел и како тема за да може да се заживее универзална сала. Ја бев пикер, исто ја бев ракометарка, мислам по желба на татко ми, да не бев многу спортски тип, меѓутоа да, исто ја бев дел од тој. И дефинитивно Прилеп заслужува универзална сала да заживее, бидејќи таму е срцето на градот. Младите заслужуваат. Младите се иднината на овој град и заслужуваат да се спортски активни. Не мора сите да работат професионално да тренираат и од истото да живеат, меѓутоа стварно можеме од креативни аспект. Спортот и културата е основата на едно општество, да бидам искрен. И втората тема, односно второто прашање, повторно е за спортот. Тема која што е рак рана, да речем, на Прилеп веќе подолг временски период, а тоа е состојбата на фудбалскиот клуб Победа. Вие сте дел од акционерите на фудбалскиот клуб Победа. Изминатиот период имаше одредени информации кои што некои се проверени, некои не, дека има заинтересирани инвеститори кои што ќе ја кренат на здрави нозе Победа и ќе биде тоа клуб каков што заслужува да биде. Но еве од вас од прва рака да чуеме каква е состојбата во тој дел, има ли можност тие инвеститори конечно да влезат во Победа и клубот да заличи онака како што заслужува, бидејќи градот заслужува да има фудбалски клуб Победа кој што ќе биде на здрави нозе. Па тоа е обележје на Прилеп. Прилеп е препознатлив преку неколку синоними и нажалост некако постепено сите како да ги губиме и ако ги губиш барем да креираме некои нови прилепски синоними пошто би биле препознати како прилепчани.
Да ви информирам, значи ние Конфи Ангел нема повеќе акции, истите ги поклонивне без никаков надомес на моменталните акционери кои што се на Победа. И морам да признам и ја користам оваа прилика да се извинам пред прилепската јавност дека дури и јас кога ја водев Победа не ја водев професионално. Пошто не бев ни спортски директор, не ја знаев материјата, ја водев како компанија, а не ја водев како спортска организација. Тоа е уствари една голема институција и бара професионален пристап. И морам да кажам дека кога ја имам доблест да кажам од себе и да побарам извинување дека не сум ја водела доволно добра, треба самиот резултат укажува дека никој од нас досега после трансферот, после приватизацијата на некој начин, не е бил достоинствен добар за да креира Победа онаква каква што ја заслужува Прилеп и Прилепчани. Меѓутоа сега има една убава вест, убава светла точка во тунелот. Јас лично разговарав со инвеститорот кој што е во Америка. Неговата мајка е прилепчанка и можеби и тоа е иницијативата за потребата да врате нешто на општеството назад на Прилеп. Меѓутоа, оно што е повеќе е тоа што стои зад спортскиот директор кој што се вика Саше, кој што сака да креира правилен професионален клуб од Победа. Значи, во овој момент имаме на масата понуда инвеститор, кој што со изработен буџет, како треба професионално да изгледа еден фудбалски клуб, а не онака како ја импровизирано го водев. Кога немате вие средства, мора да импровизирате и затоа многу тешко е кога импровизирате да кажете дека сте биле професионалец. И второ, но што уште побитно, има човек кој што е образован да води фудбалски клуб. И сметам дека заслужуваат да им се даде шанса. Луѓето сакаат да го откупат за пари акциите. Значи истите акции кои што ние ги отугивне без надомест, ги дадовне без пари, моменталните акционери им се нуди за тие акции пари за надомест и се надевам дека ќе најдат некое заедничко решение, дека ќе преовладува колективниот интерес пред личниот, пошто мора да знаеме дека ако не враќаме на општеството назад и ако не се секираме или ако не се грижиме за колективниот интерес, како бумеранг ќе ви се врати и вас лично. Вие не можете да бидете да сте аут од ова општество, вие сте дел од ова цела животна средина и верувам дека ќе најдат некое соодветно решение и конечно и фудбалот би добил професионалци. Значи од една страна го имаме ракометот водено од професионална екипа, фудбалот професионалци, гледам дека има одмак и има промени и во кошарката, инволвирање на Прилепска пивара исто што ме радува, Витаминка си е инволвирана во делот на женскиот ракомет и на тој начин сите ние ќе придонесеме да се крени спортот на едно друго ниво. Благодарам за искрените одговори. На крајот само ќе ве запрашам повторно, очекувам искрен одговор, што како желба за себе посакувате за 2025-та, што за семејството, што за компанијата и секако за Прилеп. Први ја користам оваа прилика да им се заблагодарам на сите оние кои што 20 години од својот живот дале во креирањето на растот и развојот на нашата компанија. Да, добија за надомес како благодарност одредена сума која што одекна во градот, дека е многу голема, 3000 евра, и секој онај кој што во иднина ќе има 20 години стаж, ќе си го добива тој бонус, тоа е автоматски, тоа е политика на компанијата и нема одстапка. Меѓутоа, оно што сакам да го кажем, тоа е премалце за вредноста која што тие ја дале во компанијата. Да, биле вреднувани соодветствено секој месец, меѓутоа некој која ќе ви даде 20 години од вашиот живот, 20 години секој ден да биде дел од баш од најтешките моменти, знаете, кога кревате едно детенце, тоа се најтешките моменти, стварно не можам да искажам благодарност, премалце е тоа што компанијата го направи за нив, можам само да кажам едно огромно благодарам што сте дел од компанијата и се надевам дека голем дел од нас сите заедно ќе си дочекаме и 30 години, па тогаш сигурно би се наградиле соодветствено на годините. Мојата лична желба како човек за моето семејство е преди се да
da kreirаме едно здраво, право, машко дете, на иднина, не само на нашето семејство и на општеството во кое што живееме, пошто нема поодговорна работа од родителската. И таа за мене, таа е работа која што секој од нас ја креираме, и одговорноста што креирате иднина на ова општество е најмногу ваша. Значи, во моментов мојата лична желба за мене, за сопругот и за моето семејство е фокусот е нашето дете да се изгради во едно племенито суштество. Доволно е само да е племенит, ништо не треба повеќе, и нормално здравје, пошто без здравје и покрај тоа што словенците велат доколку ви треба здравје одете во Македонија, меѓутоа стварно е така, доколку не сте здравствено добри, вие не сте среќни. Среќата произлегува од малите работи. Среќата произлегува од емпатијата, мојата лична среќа спрема другите луѓе околу мене и спрема тоа колку се тие среќни покрај мене и со мене. За Конфи Ангел секако му посакувам да се ги реализира 10 годишниот план, кој што јасно и децидно му е зацврстен. Верувам во овај тим, верувам во дека и тие заедно со компанијата континуирано ќе растат. Сепак на крајот на денот нивна просечна старосна возраст е 30 години, допрва треба да растат, а и во моментов сме во позиција, извинете што ќе го искористам србизмот, меѓутоа додека трае обнова нема време за одмора. Така да тоа сум благодарна што работниците наши тоа сте го разбраја и знаат дека тоа е за нивно добро, за сите, за добро и за општеството. Што се однесува до Прилеп, стварно му посакувам промена на енергијата, еднаш барем во одреден момент сите ние да бидеме заедно и во етеро да пуштиме една иста мисла, доброто за овај град кој што толку долго време постоел и постои и ќе постои, покрај тоа што се соочуваме со рапидна миграција, промена на многу. Ја нема она прилепската, суштинската, го губиме че. Че е нешто што е препознатливо за нас, не само како буквално че, ме разбирате, во преносна смисла го губиме, се претопуваме, меѓутоа сепак треба да сметам дека треба повеќе да поводиме сметка на традицијата и на минатото, како почитување на она што претходниците го направиле за нас, а ние да бидеме етични и морални, да им оставиме подобро општество на оние што идат позади нас, на нашата држава, и посакувам стварно исто така да даде поддршка на оние што не водат во моментов, морална, етична поддршка како луѓе, да им дадеме подкрепа, енергија, да осетат дека некој ги поддржува за да можат да го сработат она што е неопходно да се сработи. Ние, повторно ќе кажам, сме Европа и нашето место е во Европа. А единствен начин да дојдеме до Европа е да се однесуваме европски. А за да се однесуваме европски треба многу да работиме. Ви благодарам напред за искреното интервју, на отвореноста во однос на одговорите. Јас се надевам дека овие желби навистина ќе бидат реалност за вас лично, за семејството, за компанијата, за Прилеп и за Македонија. Благодарам. До следна година се гледаме. Може би и почесто. Чао, се најдобро.